Народот, жртвите, повредените бараат помош секојдневно од сите нас да им се помогне на луѓето, им се излези во пресред. Па вие најдовте да водите некаква си тука квази политика на маката на овие личности. Дали има некој поголем знак од тоа дека самите родители на жртвите и на повредените секоја сабота ви излегуваат и бараат помош од државата? Тој слух кој треба да го слушни? Пратениците, владата? Зашо сме ние платени ако не го слушнеме гласот на народот? И сега тука ни објаснувате како собранието немало никаква надлежност, како собранието не требало да биде вклучено во целиот овој процес, па заменик министерот овде ни објаснува дека не требало никаква политика. Кој води политика? Ви понудивме рака да им излеземе од пресед, да трнеме настрана се, да се помогне на овие граѓани затоа што секојдневно имаат сериозни проблеми. Ама затоа бараме начин. Која е врската наша? Освен да бараме начин преку амандмани, преку предлог на законски решенија да се им излезе во пресед. Еве ви понудивме, вие предложете ги. Еве заменик министер, вие излезете овде предложете во ребалансот на буџетот, се што ќе предложите ќе прифатиме за да им се помогне граѓаните. Едно нешто кажете, ова ние денеска го предлагаме да им се излезе во пресед на граѓаните, ние ќе го прифатиме. Ама немате ви слух за таа работа. Па овде сега Бога го повикува, Маршалов план некако, кого замејувате? Кој мислите дека ви верува луѓе? Свестете се малце дека нова ситуација на никој не им води во прилог да води некаква си политичка кампања. Ама затоа мора да најдеме решение. Зошто не плаќа граѓаните нас овде, ако не нудиме некакво си решение?